Добар ден и добре дојдовте во уште едно издание на Студио 1 со нас денешните домаќини на денот. Добар ден од мене Анета Кочишки. Добар ден и од мене Владко Чаловски. Како и во другиот агол не очекува кој друг ако не секој четврток нашата Јана Јосифовска. Јана, добар ден и за тебе. Така, добар ден. Добре дојдовте во содржински четврток, кој што ќе ви понуди, се надевам, интересни содржини кои ќе го задржат вашето внимание и како што доликува секогаш почетокот на Студио 1 го одбележуваме со тоа што практично го одбележал денот што измина. Така е најдобро да се влезе во новиот ден и во новите содржини. Така, иако не знам колку се нови содржините, бидејќи постојано се ги третираме оние кои што се најактуелни. Така, од час во час се менува, но би рекле Скопје и загадениот воздух во Скопје ќе бидат вечна тема. Така беа тема и на синокешното издание на Студио 1. Јана? Да, апсолутно вечна тема и како што тргнало и оваа зима повторно истите проблеми, но она што синоќа во отвореното Студио 1 се разговараше со заменик министерот за животна средина Макрадули и активистка од невладината организација О2, имаше жестока дебата, може да се каже, а главната поента како да се најде поадекватно решение од власта, односно од Министерството тврдат едно, активистите пак повторно жестоко реагираат и упатуваат ни за критики. Токму овде да погледнеме дел од оваа дебата. Така е, домаќин Нацо Кабранов. Премиерот Заев го води регионализацијата на третирањето на отпадот и менеџирањето на отпадот. Премиерот не може се да води. Не, како идеја што се работи. Да. И затоа ние се бориме. И затоа општините ги предадоа ингеренциите во делот на регионалното менеџирање на отпадот и третирањето на отпадот на централната власт, која што влегува во една масовно решавање на тој проблем. И тоа е една од приоритетите на владата. 4 плански региони ќе влезат со концесионер, 2 плански региони имаат пари од ИПА, кои што се 38 милиони евра, каде што во рамки не само во набавката на опрема на трансфер стани центри, туку ќе се затворат 66 диви депони. Значи, тоа е идејата, да тие диви депони се затворат, а да има место како тоа да се со преку трансфер центри да се регулира. Година и пол е поминато ево од кога оваа влада е дојдена и формирана. Да. Интерсекторската работна група која е задолжна бажа тој интерсекторски пристап, каде што Државен инспекторат за животна средина, град Скопје, МВР, Министерство за економија, каде што сите го имаат некој дел во своја надлежност за да се реши проблемот. На хартија значи имаме. Не, не функционира. Имаме и на хартија и добри има, за жал не сите ги некои не ги заврши. Не функционира меѓу се. Па некои не сите се ги завршиле врските. Не можеме да добиеме извештај од мерки лани ова време владата што ги донесе на владина седница ги усвои. Ама не пратени се тие, добро да не влегуваме. Не е тоа битно во заедничката борба. Не е битно тоа. Зошто не? Не, па стигнати се тие, не знам зашто. Кај другите се стигнати, не знам зашто кај нив се стигнати. Кај нас не е стигнато. Сега тоа е исто еден проблем на комуникацијата. Македонија, ма знаеме ние дека во решавањето на проблемите. Законот не е, значи заглавени се многу работи, не функционира таа група. Хајде да се надеваме дека оваа тема нема да биде вечна за третирање, бидејќи во сите предизборни програми на политичките партии секогаш и овој проблем е ставен како еден од оние во програмата кој што треба да се решава. Јас знам дека дополнително секогаш се воведуваат инспекцијски контроли, да се најдат загадувачите. Секој пат некој носи нешто ново, меѓутоа проблемот се уште тле, па да се надеваме дека нема вечно да ја третираме. Да се надеваме дека ќе биде така, дури имаше, додека постоеше варијантата да го имаме панорамското тркало, дека барем ќе ни го издува лошиот воздух од Скопје, но еве и тој проект бидејќи е пропаднат, останавме без вентилаторот, а за тоа колку била интересна оваа дебата, освен тоа што можете да ја погледнете на нашиот сајт 1tv.mk, за тоа колку беше интересна, говори и би рекле многуте реакции кои што ги има по повод изјавите и на Макрадули, ги има на социјалните мрежи од утринава, би рекле. Второ интересно гостување кое што ќе го искористиме и ќе го означиме како хајлайт на денот што измина е гостувањето на Илија Тирицовски,
инаку продуцент, чиј проект изминатиот викенд во МКЦ привлече голем број на посетители, привлече големо внимание. Тој во студио 1 објасни кој го финансира, како почнува приказната и кој е начинот на функционирање на проектот наречен Дневна соба на иднината. Накусо само да го слушнеме Илија, што е Дневна соба на иднината, па се враќаме во студиото. Целата приказна околу Дневната соба на иднината започнува со една соработка помеѓу Институтот ФАКТ од Ливерпул и BBC. Во BBC има еден посебен оддел кој работи на развој и истражување на разноразни програми, посебно со современата технологија, и прават обид да направат една комбинација помеѓу уметноста и технологијата. Го почнуваат проектот во кој се интересираат што би се случувало во Дневната соба од иднината и бараат начин и помош и финансиска, меѓутоа и креативна од Британскиот совет во Британија. Ете, Илија накусо ни објасни што е Дневна соба на иднината, а ова е проект со кој што се занимава токму BBC со посебен оддел кој работи за развој и истражување на вакви слични и други разни програми. Она што ви го должиме, а е во контекст токму на приказната на Илија, е краткото интрофилмче на BBC за тоа што е Дневна соба на иднината. Ова не сте имале прилика досега да го погледнете. The Living Room of the Future is a research experiment looking at our relationship with technology in the near future, particularly our relationship with the Internet of Things. We can see that there's trends where more and more devices are collecting more and more data, and they're using that data to build new type of experiences. It's our way of trying to explore the intersection between Internet of Things and people's personal data. If we want to use people's data, then we have to do it in a trusted way, we have to do it in an ethical way. What you're going to experience when you first enter into the living room of the future is it will probably be in the first instance quite familiar. There's a screen, there's a tablet, there's a fan, there's sofas. But what's going on underneath is some really interesting stuff. If you interact with one of the smart objects, has an influence on the film. So for example, one of them is the water, which has NFC at the bottom of the bottle. So when you pick up the bottle, it knows that you picked up the bottle. The living room of the future is not about saying, this is exactly what your living room of the future will be. It was a provocateur to go, what kind of data could be used? While the experience is going on, there's a monitor in front of you telling you explicitly what data is being collected, how it's being used. Trust is the center of the BBC. It's in our remit, it's so important. How ethical can we be with this data? How can we provide this data to you so you can make choices, informed choices about what you want, what you don't want? I do think it really got the public thinking about the living room as a place to collect data. I'm not necessarily comfortable giving away my data, but equally I'm aware of the benefits that intelligent decisions can bring to your life. If it's identifiable data, personal data, then it's what is that going to be used for other than to service me? I'd like to know everything was going along in a good way rather than a bad way. In my ideal world, maybe there'd be something where I knew that any data that's being used about me is very manageable by me. DataBox is a box that can sit in your home. It can be a real box, a physical box, but it's in your house, and it's a gateway to your data and the outside world. And the idea there is that instead of sending data to the cloud, the data stays at the edge of the network, and the edge of the network would be your home. What it fundamentally tries to encourage is people not taking, or third parties, not taking your data away, but processing it locally at the edge
to deliver a service for you. One of the key findings, just initially anyway, is that we need to make it a lot more explicit about what data is being used and why. People really welcome the transparency and awareness of the monitor and of the data receipt, for example, because when they knew what the data was doing and why, it felt a little bit more trusting and it put people at ease. And what we want to do is build systems and build interactions that are transparent and they are trusting and they provide agency for people over that data. We're not out to harvest as much data as possible. We want to use the right data to provide the right experiences. Се враќаме назад во студиото и она вечна тема, а тоа е односот на навивачите, особено на фудбалските надпревари. Меѓутоа, Јана, колку често посетуваш фудбалски надпревари во Македонија? Или пак ракометни или кошаркарски? Чаловски, за жал морам да признам дека во последниот период со обемот на работа кој што го имаме многу ретко, на моја огромна жалост, меѓутоа претходно посетував особено на ракометните, сега кој што реков слабо. А во фудбал за кого навиваш? Вардар. Па победа Кичево, леле, срам. За Вардар кој Вардар? Бидејќи има и Вардар Неготино. Не, Скопски Вардар. Победа Кичево. Анита нема да ја прашувам бидејќи доаѓа од спортско семејство. Не мора. Знам дека следи спорт. Меѓутоа во спортот за она кое што всушност и не треба да има простор, тоа е ширењето на говорот на омраза и најчесто препирките на национална основа и кое што всушност и донесува еден вид на дебата внатре во општеството и кај оние кои што не следат спорт, каде што се препокуваат етнички кој бил во право, кој не бил во право. На оваа тема колегата Слаген Ивковиќ со една малце пообширна анализа. Да, одличен прилог. Во продолжение. Ширење на говор на омраза, националистички пароли, непримерно скандирање и вулгарни пораки се уште се актуелни наменито на навивачките групи во Македонија. Иако години наназад државата се обидува да го спречи недоличното однесување на трибините, никако да дојде до завиден резултат. И натаму сведочиме за мизерното однесување на трибините, омразата кон противничката навивачка група, а како солна рана се надпреварите кога во прашање се навивачки од спротивна национална припадност. Последните действија кои привлекува огромно внимание во јавноста се поврзани со навивачките групи од Тетово, балисти, приврзаници на ФК Шкендија и војводи верната публика на ФК Тетекс. Работите во Тетово ескалира изминатиот викенд кога на мирната, без ниту еден инцидент, прослава на војводи по повод 30 годишнината од основањето, навивачите на Шкендија ден потоа одговорија со дефиле низ градот во пресрет на надпреварот против Шкупи, при која извикуваа националистички пароли, скандираа УЧК, а употребија и физичка сила врз кафуле во кој беа присутни гости од македонска националност. Откако инцидентот зема замав во медиумскиот простор, се активираше МВР и во соработка со СВР Тетово организираше заеднички состанок со припадниците на двете навивачки групи, на кој беа договорени мерки со кои во иднина би се спречиле ваквите инциденти. Како поминал состанокот и што полицијата ќе превземе во иднина, еден ТВ доби одговор од МВР. Имавме средби на ниво на СВР Тетово со навивачките групи балисти и војводи и со нив е разговарано и договорени се мерки за соработка во иднина и соработка меѓу навивачките групи. Се со цел тензиите да се намалат и да нема веќе вакви инциденти како што имаше во текот на викендов. Тие изразија сериозна подготвеност, значи да се за идна соработка, дури и за заедничка средба на која што ќе се констатираат сите проблеми кои што ги имаат и за да се надминат за во иднина да немаме ваква ситуација. Министерството за внатрешни работи и на обука на своите полициски службеници. Во теке, оваа недела привршува обуката која што е во соработка со француската амбасада за управување на спортски надпревари
Исто така се работи и превентивно со сите тие навивачки групи, се разговара со нив, се со цел нели да може да се превенираат било какви проблеми. Сепак, навивачката група на Тетекс Популарните војводи денеска со соопштение преку социјалните мрежи ги демантираат наводите на МВР за евентуално помирување со навивачите на Шкендија, односно подавање рака со балистите. Меѓу другото, во соопштението велат дека не може да дојде до помирување, се додека балистите не одговараат според законите за направените инциденти, се додека скандираат голема Албанија, УЧК, го навредуваат македонски народ и се додека не им се забрани името балисти. Еден ТВ бараше одговори во Тетово за односите меѓу двете навивачки групи. Соживот, значи соживотот на стадион не може да се мери соживот на стадион или соживот меѓу фудбалски клубови. Се знае, соживот може да се има за бизнис, да ида кафе да пија, а соживот на трибина не може да има. Абе види, навијачи во Македонија ги држа у тоа, у бурек. И кој треба нешто да се исценира, ајде ќе ги извадимо сега комети. Ајде сега ќе ги извадимо балисти и све тоа после говор на омраза, као нешто, за нешто да заскрија, ги ставаа навијачите набрак. Овде у Тетово, значи, говор на омраза има од кој е формирана Шкендија, Македонија, Албанија првата утакмица овде и ја мислим дека тоа никад нема да престане. Политиката пробува, значи, се меша у навијачките групи. Они може, ти кажав, они си града соживот за тендери, за бизниси, они си града соживот. А соживот меѓу навијачките групи, значи македонци и албанци, не може никад да има и говор на омраза, значи ќе си остане. Ние може да глумимо лудило колку сакамо, ми е соживот, сега ќе идемо, ќе отворимо школата, нека има соживот, нема. Друго е на стадион и на улица, друго е у парламент, кај што кешираа пари. Иако еден ТВ се обиде да разговара со предводникот на навивачката група балисти, бевме договорени, сепак на крајот останавме без одговор. Ако ништо друго, може слободно да заклучиме дека говорот на омраза, националистичките пароли, недоличното скандирање и вулгарните пораки уште долго нема да може да се искоренат од трибините во Македонија. Да, навистина одличен прилог, односно тема која што ја подготви колегата Ивковиќ, и токму на оваа тема имаш исто така одличен разговор во вчерашното отворено студио 1 со колегата Кабранов и професор доктор Иван Атанасовски, кој што меѓу другото даде одлични поенти, односно главната негова сугестија е дека наместо спортот како што претходно требало да ги зближува луѓето, сега еве за жал ги разединува и на некој начин се дозволува преку спортот да се шири национализам. Да ја слушнеме неговата изјава, односно дел од разговорот. Сакате да го навредите другиот. Спортот не проповеда тоа. Спортот не се формирал за да некого навредува. Туку напротив да ги држи луѓето заедно, и сега од една страна мене ми е жал, барем ја така чувствувам од мојот аспект, дека секогаш кога државата има некои турбуленции, веднаш она што кажа и самиот навивач, навивачките групи мислите ги злоупотребуваат и политичките партии за ги става во функција. За жал, тоа е според мене што ја направив едно истражување кај што учествуваше навивачката група на балисти. За жал дека таму се регрутирани голем број на млади луѓе кои ризикот и не им е пресметан и многу лесно влагаат во ризици и прифаќаат повеќе адреналин. Апсолутно. Да. И прифаќаат да вршат навреда или говор на омраза, особено не размислувајќи национализмот. Да. Да. Со тоа би го заокружиле и затвориле вчерашното издание на Студио 1 и сите навистина интересни и гостувања и прилози кои што можеа да се видат во текот на вчерашниот ден. Но денес одиме сега. Така, имаме колегата Игор Стефановски. Игор Стефановски, секако нашиот судски известувач, како и секогаш, така и овој пат пред судот. Игор, денеска е судењето повторно 27 април. Колку што знам, за сега нема ништо ново. Поточно, еден обичен судски ден. Така.
Тоа што се презентира денеска во Кривичниот суд се снимките од телевизиските камери, конкретно на денот 27 април од минатата година од 2017 за време на упадот во законодавниот дом, во јавноста познат крвав четврток. Тоа што се забележа дека дел од обвинетите се наоѓаат на видео снимките кои што се и одвнатре во собранието, но и однадвор пред законодавниот дом се виде толпата со отворените две собраниски порти, внатре како влагат, како се изнесуваат одредени повредени за време на собранискиот упад од 27 Така, значи се уште се гледаат снимките, нели видео снимките, како што и самиот кажа. А ако го оставиме 27 април малку настрана со оглед на тоа дека процесот се уште е во тек, ти во веројатно дневно информативните изданија ќе имаш и поголем извештај токму за ова судење денес. Имаме уште две атрактивни, би рекле, вести или можеби информации. Првата е секако околу тоа докаде се жалбите кои што стигнуваат во Кривичниот суд од адвокатите на Груевски, нели се уште се зборува гласно за тоа дали денес или деновиве Груевски ќе биде спроведен во затвор. А нето очигледно дека денеска Груевски нема да влезе зад решетки во затворот Шутка. Ова следи бидејќи токму неговата жалбена неофицијално жалба се очекува да пристигне во Кривичниот суд за да почне да тече рокот од 3 дена на Кривичниот совет на Скопска единица да заседава и да одлучи дали ќе му продолжи слободата на Груевски до најмногу 3 месеца или пак ќе му даде нов датум со кој тој ќе треба да се јави во затворот Шутка. Ова следи бидејќи Груевски во понеделник ја доби одлуката со која му беше одбиена молбата, а во неа ги наведе фактите според него како пратеничката функција и надлежностите, односно собраниските работи кои што тој ги има како пратеник, но и докторатот бидејќи требало да пишува и книги. Така. Ако не се лажам, вчера беше присутен и на протестот кој што се случуваше пред Кривичниот суд, нели луѓе кои што сакаат правда за Никола Груевски. Оттаму имаше и проглас до председателот Иванов, од кој што бараат да престане политичкиот прогон. Имаме ли информација воопшто од кабинетот на Иванов, има ли некаков одговор на ова барање? Така, вчера јас го следев и протестот во кој бара да прекине политичкиот прогон против Груевски, конкретно приврзаниците на ВМРО ДПМН, но Груевски не го забележа ниту медиумските камери дека присуствуваат тука пред Кривичен, односно вчера. Поднесува барање до председателот Иванов за стоп на политичките хајки против сите политичари, како што рекој, против процесите на специјалното јавно обвинителство, но до овие моменти, иако имав обиди, сепак не стапив во комуникација со луѓето вработени од кабинетот на Иванов во однос да кажат дали и кога ќе се произнесат по барањето на организаторите од вчерашниот протест. Така. Па тука би се Игор заблагодариле. Игор, завршуваме. Игор, ти благодариме за ова јавување, се враќаме назад во студиото. Иако колегата Александар е веќе подготвен на својата позиција за вестите во 14:30. Ние да искоментираме уште една тема. Да искоментираме уште една тема, да, нешто што беше актуелно. Или да обработиме уште една тема. Накусо. Значи, она што дотренава, исто така ги разбрани социјалните мрежи, беше информацијата дека се укинува додатокот за трето дете и ќе се дава еднократна помош за секое родено дете, но тоа не значело дека се укинува, туку дека се прави пренамена. Така и дека оние кои што веќе ја добиваат таа помош, ќе ја добиваат и понатаму, но оние кои што допрва ќе решат да одат на трето дете, треба да знаат дека нема да добиваат парична помош како што тоа беше досега случај. И тоа, како што реков, ги разбрани социјалните мрежи, па во тој контекст ќе извлечеме неколку коментари за тоа како јавноста ја доживеа ова информација, би рекле. Јас ќе морам очилата да ги ставам, колега, бидејќи мене ми е редот да почнам. Еден коментар. Браво, што беше ова раѓа на стари години заради пари. Страшно сум се чудела кога слушав каков коментар детето да им ги плаќа сметките.
Тоа се претпоставува на, нели, новороденото трето дете кое што со чија парична надомест некој ќе ги плаќа сметките. Меѓутоа, овде влегува уште неколку коментари, вели известна Сонја. Ова игра што сакаме многу деца, па не сакаме, крајно несериозна, неодговорна, недолична и незрела. И во склоп на овие коментари има Грујо, за поранешниот премиер се однесува. Грујо ве излажа и се затрчавте, абе народов леко верен. Неговите проекти беа со краток рок, мислете малку долгорочно. Да. Има и друг коментар кој што вели никогаш, ама баш никогаш Македонија нема да биде држава, мизерија невидена, а и тоа право да им се одземе на луѓето. Лапајте си ги милиончињата, градете си царства, дно дна. Тоа се коментарите, се надеваме. Не мора уште еден само коментар да прочитаме. За крај, да. Тоа е од студиото да го поздравиме принцот од Серава, кој што вели, тие што не направија трето дете, можат слободно да се ти 3 точки. 3 точки. Да. Добро, колеги, во овој воведен дел, 30 на минути, ги задржавме сега да деваме гледачите покрај малите екрани. Се враќаме повторно во живо во 15:25, а сега 14:30, време за нашите вести. Александар, повели. Благодарам, колеги. Токму така, време е да ги проследиме најновите информации од земјата и светот со вестите. Почнуваме веднаш по кратката најавна шпица. Метрополис, број 1 радиомрежа.